Забрзување на процесот на усогласување на ветеринарните сертификати за улеснета размена на живи животни и производи од животинско потекло бараат земјоделските власти од трите држави преку иницијативата Отворен Балкан. Македонскиот министер за земјоделство на средбата со неговите колеги од Србија и од Албанија најави дека Агенцијата за храна и ветеринарство во рок од 15 дена треба да направи измени на правилникот кој го регулира извозот и увозот на живи животни и производи од животинско потекло со цел непречена трговија помеѓу државите. Посветено преку активни разговори на експертите од трите држави, работиме на усогласување на сите детали кои преостануваат и за кои што мораме брзо да ги заокружиме во процесот на исполнувањето на началата на кои што е формирана и почива ова иницијатива за Отворен Балкан. Денес уште еднаш даваме силна политичка и јасна политичка порака дека нашата заедничка заложба за напредокот на регионот и развојот во сите сфери на општествениот живот мора да биде исполнета од секој од нас заради доброто на граѓаните кои што живеат во овие простори. Отворен Балкан е символ на нашата меѓусебна доверба и почит. Преку Отворен Балкан овозможуваме достоинствен живот денес, сигурна иднина утре за граѓаните на трите држави. Меѓусебна почит и реципроцитет во односите помеѓу трите земји, значи заеднички да одиме напред, помагајќи си меѓусебно онаму каде што најмногу е потребно за секој од нас. Здравствените економски кризи за жал се секојдневие кое го чувствуваат и живеат граѓаните на нашите земји. Исто ово чувство го дели остатокот од светот, затоа неопходноста од ваквите иницијативи како Отворен Балкан се иновативно решение кое нуди синергија и придобивка за сите, нуди излез и нуди развој на сите подеднакво. Благодарение на успешната соработка преку оваа иницијатива, заеднички успеавме да обезбедиме стабилно снабдување со основните прехранбени производи помеѓу нашите држави, помагајќи им директно на граѓаните. Николовски посочи дека од започнувањето на иницијативата до денес направен е голем напредок во делот на соработката меѓу трите држави од областа на земјоделството. Зелените коридори на граничните премини на земјите од Отворен Балкан веќе функционираат, што представува големо олеснување за економските оператори. Признати во сите три земји се фитосанитарните сертификати и трговијата со растенија и растителни производи се одвива непречено, додаде министерот.